Како прв гостин во нашите бета муабети е младиот фотограф Никола Јовановиќ. Кога прв пат те запознав како аматерски актер во едно драмско студио, а потоа дознав дека се занимаваш и со фотографија. Рекреативно, како хоби. Денес си можеби еден од најпрепознатливите млади фотографи и конечно сега ја поставуваш својата прва самостојна изложба на фотографија, тоа е впрочем и поводот за нашето прво интервју. Па за почеток сакам да те прашам кој е Никола. Ајде да направиме еден краток твој профил, кој си, што си, со што се занимаваш покрај фотографија, од каде си и такви слични ствари. Никола Јовановиќ, 4-та година во средно уметничко. Со фотографија се бавам од крајот на 2019 година, значи скоро две. Оваа изложба е производ на се што сум фотографирал во текот на тие 2 години. Конкретно портрети. Од крајот на 2019 година до февруари оваа година, овој месец поточно. Покрај фотографијата се бавам и со глума. До сега имам одиграно отприлика 15 на представи и имам играно во еден филм, Ослободување на Скопје, пред 7 години. И се надевам дека ќе запишам актерска игра. Кога ги добивме прв пат на Култура Бета твоите фотографии, во ни дел за кратко инфо за тебе, велиш во секојдневниот живот на улиците постојат моменти кои имате прилика само еднаш да ги видите. Па сакам да те прашам дали кога се движиш по улица, ја гледаш ситуациите со различно око, дали начекуваш специфични моменти кои ги дофаќаш со апарат, инспиративни ли се тие моменти? Ти инспирира ли Скопје? Секако ме инспирира Скопје, затоа изложбава е производ од тоа Скопје наше, така да овие сите портрети што ги гледате позади нас се токму во Скопје сликани на различни локации. Затоа и носи наслов изложбата Лица и улици. Дали се сеќаваш кој е првиот момент кога почна да се занимаваш со фотографија? Како започнува приказната за Никола фотографот? Мислам дека тоа почна во 2-ра година средно, кога имавме предмет фотографија во школа, сега тоа веќе го немаме. Мислам дека така почна, тогаш ги добивме првите апарати школски и имавме прилика да шетаме низ град и да сликаме, нели, да фотографираме поточно. И така почна сето тоа. И еве трае до ден денес. Мноштво од фотографиите како што може да се видат се црно-бели. Да. Зошто? Предпоставувам има некаква символика позади тоа. Нема никаква символика, едноставно до вкусот. Океј. Во последно време започнуваш да сликаш аналогно. Која е разликата помеѓу аналогната фотографија и која е убавината во аналогното фотографирање? Моментот само што фотографираш и не гледаш што ќе биде финалниот производ, возбудата да чекаш да се развие филмот, секако и квалитетот на бојата што го има филмот, а не дигиталниот апарат. Мислам дека тоа ми е единствената причина зошто користам апарат на филм. На почеток спомнав дека поводот за интервјуто е твојата прва самостојна изложба, веќе нешто ни кажа околу тоа, се одржува тука во галеријата Кора. Па што значи за еден млад фотограф да ја постави својата прва изложба? За мене лично ова е, да го наречеме, еден животен проект, кога работам, од кога почнав да фотографирам. И целото мое залагање во тие 2 години беше само да биде тие дела да бидат пред се изложени, не само објавени на Инстаграм или други социјални мрежи. Така да ова е производ на тие 2 години работа. Имаш многу фотографии. Ги гледаме на Инстаграм секојдневно под копишта фотографии објавуваш. Ме интересира околу селекцијата на фотографиите. Како одлучи кои фотографии одат? Што беше пресудно? Квалитетот, блискоста до некоја фотографија? Како ги одбра овие, кои ти се изложени? Па да речеме дека оваа изложба исто така и best of selection на тие 2 години работа. Кои се очекувањата од изложбата? Како очекуваш да помине? Да помине се во најдобар ред. Фала ти за кратко интервју и ти посакувам успеси со изложбата. Се гледаме во понеделник.